Петочно издание на регионалните вести. Во сообраќај на несреќа вчера загинал 66-годишник од Голема Речица. Со возилото кое го управувал удрил во бандера. Во две други незгоди уште две лица задобиле тешки телесни повреди. 66-годишен жител на Голема Речица загинал вчера во сообраќајна несреќа. Околу 14 часот и 30 минути на регионалниот пат село Пирок Тетово, кај Голема Речица, патничкото моторно возило Опел Астра кое го управувал излетало надвор од коловозот и удрило во бандера. По незгодата лицето било веднаш пренесено во клиничката болница во Тетово, каде од страна на лекар констатирана му била смрт. Во присуство на јавен обвинител, увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Тетово и се работи на целосно расчистување на случајот. Предходно пак во 12 часот и 45 минути на регионалниот пат Тетово село Пирок, во село Камењане, патничко возило Опел Астра со тетовски регистерски ознаки, управувано од 68-годишник од село Синичане, удрило во патничко возило Мерцедес со швајцарски регистерски ознаки, паркирано од 37-годишен жител на село Камењане. При тоа со повреди се здобила со патничката од возилото Опел Астра, која со друго возило била пренесена во клиничката болница Тетово, каде и биле констатирани тешки телесни повреди и била укажана лекарска помош. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Тетово. Од СВР Тетово информираат дека на 1 август во 15 часот и 30 минути на паркинг простор во населбата Фазанерија запрежно возило собственост на 55 годишен гостиварец удрило во паркирано патничко возило Форд Мустанг, при што 55 годишникот се здобил со повреди и со друго возило бил пренесен во ургентниот центар во Гостивар, каде му биле констатирани тешки телесни повреди и му била укажана лекарска помош. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица Гостивар. Полицијата продолжува со контроли за откривање на лица кои нелегално работат на подрачјето. Во најновата акција затекнати 8 странски државјанки во угостителски објект во село Равен. Од СВР Тетово информираат и за напад врз службено лице. Контролите со кои полицијата открива дали на подрачјето има лица кои нелегално работат, продолжуваат. Таква акцијска контрола била извршена во периодот од 22 часот вчера до 4 часот утрово во угостителски објект во селото Равен. При тоа полициските службеници на СВР Тетово, полициска станица Гостивар, во него затекнале 8 странски државјанки, од кои 7 од Република Албанија и 1 од Косово. Тие и сопственикот, 42 годишен гостиварец, биле приведени во полициската станица за понатамошна постапка. Од СВР Тетово информираат дека вчера во 16 часот и 50 минути во полициското оделение Ростуше дошол 54 годишник од село Требишта и побарал да разговара со командирот. Дежурниот полициски службеник му кажал дека командирот е на терен. Тој почнал да се однесува агресивно и да се заканува и да ги наведува полициските службеници. Од страна на полициските службеници лицето било совладано и лишено од слобода. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Телевизија КИС дознава дека во секторот за внатрешни работи Тетово има кадровски промени. Од 1 август за нов помошник началник на СВР Тетово е поставен Раде Јандриевски. Тој доаѓа од позицијата самостоен инспектор по превенција, со долгогодишно полициско искуство и на раководни позиции. Временските неприлики повторно проблематични за жителите на Порој. Поројска река и ова лето се излеа уништи еден мост во селото и поплави по голема земјоделска површина. По вчерашните поројни дождови на шара нивото на реката се зголеми и со себе носеше земја и камења кои се спуштија на целото Порој. Попладнево градежна механизација го расчистуваше коритото на реката. Активности со кои според местната заедница нема да се реши проблемот, се додека не се изградат каскадни системи на реката во незиниот горен тек.
Секогаш се работи нешто, само на прочистување, само на самиот мост доле, на главниот пат, да се инвестира нешто, да се направи нешто и више да немамо секоја година ние со страх нашите граѓани живеат тука у порој. Треба да се прави горе, најмање 4 каскада, на различно место што е. Од вчерашното излевање на Поројска река не се знае колкава е штетата на земјоделската површина. До нивите на мештаните се уште нема приод. Предпоставува дека им уништено голем дел од засаденото. Не се надеваат на помош, затоа што за ланската штета земјоделците добиле само 10% од парите наменети за обештетување. Од тогаш сега пред 2 недели пушти пари, ама пушти само 10% што е оштетено, тоа ги пуштито. На сите овие што има оштетена, а сега пак има оштетена, ама уште не излезе никој зашто не може да влезе сега на овие. Треба да се стабилизира овие, после да види кој има штета, кој нема штета. Поројска река речиси секоја година се излива и поплавува земјоделска површина, уништува домови и инфраструктура во селото. Минатото лето градоначалничката на Тетово Теута Арифи заедно со премиерот Зоран Заев и владени представници го посетија селото. Ветија решавање на долгогодишниот проблем со изградба на каскадни брани во горниот тек на реката. Истакна дека градежните работи ќе започнат оваа година, но на терен за сега нема никакви активности. Мештаните како и вчера после секој дожд и понатаму превентивно ќе мора да излегуваат од своите домови и да ја следат состојбата на реката, која властите се уште не ја ставаат под контрола. Природните убавини и чистата околина на селото Луковица како магнет привлекува се поголем број посетители. Вчера на одбележувањето на патрониот празник Илинден, црковниот двор беше претесен за да ги прими големиот број верници, кои беа дојдени од разни краишта, од Тетовско, Скопско, но и од диаспората. Недопрената и чиста природа на селото Луковица како магнет привлекува се поголем број посетители. Вчера на одбележувањето на патрониот празник Илинден, црковниот двор беше претесен за да ги прими големиот број верници, кои беа дојдени од разни краишта, од Тетовско, Скопско, но и од диаспората. Покрај редовните посетители кои најчесто влечат роднински корени од ова село, имаше и такви кои за прв пат дојдоа со единствена причина да го видат ова место за кое слушнале многу убави зборови. Идеме во село Луковица, многу е убаво, весело и пак сакаме да дојдеме. Прекрасно е. Скоро секоја година. Од каде сте? Јас сум од Радиовци. И вака коментар за местово, за традицијава. Па многу е убаво, жената ми потекнува од тука, синот и сната се кумови на денешен ден. Многу е убаво, романтика, супер е. Предводно, свака година сме овде и годинава сме кум овде на ден. Да. Па нема, мислим, поубаво место во Македонија од ова. Меѓу најубавите места се. Само не јаде патот. Државата не помага самите селани со нешто помош. Со опати го зрамнува. Ова е жалосно да видим. Жалостен случај. Да дојде премиерот да види тука како овој народ се мачи да го изгради. Продолжи традицијата на младите, секако дека треба патишта да се изградат, старите да пренесат на младите, младите на помладите и така да си ја знаеме нашата вера. Родом сме Волково, живееме, сега кумот ми е внукот, од синот, тоа све. Од убаво, мирно нека виде и здравје. Од Скопје редовно доаѓаме, фамилиарно, од тука ми е свекорот. И така традиција ни е, се проширува семејството и сите ги донесуваме тука да видат која лепота е. Одбележувањето на Илинден во селото Луковица има традиција и обичаи кои се негуваат од колено на колено. Празнувањето започнува од вечерта спроти празникот, а продолжува на самиот ден и трае до доцна вечерта. Спаси Господи, люди Твоја, и благослови достојание Твое, победи се православни, христијаном нашим, на сопротивнија даруја, и Твое сохрањај крестом Твоим жителство. Вчера утрото беше извршен чинот на водосвет и режење на кумските колачи, во кој беа вметнати паричките кои ги одредија кумовите за прославата на овој двоен празник до година. Со прењето на конациве, значи уште не се прикрајни се не се завршени,
доаѓаат од луѓе од сите страни на Република Македонија, односно Тетово и пошироко, така да секоја година се помасовно и помасовно доаѓа. Годинава, еве сами гледате, дека има и луѓе што доаѓа прв пат, а сака да доаѓа и понатаму, од кој местото е многу фино, така да оде на 2 километра или километар се гледа и езерото Козјак. Има уште една црква погоре Свети Ѓорѓи, ако можете да ga видите, да ga снимате уште пубо. Исто така Света Петка, значи 3 цркви. Новите кумови, освен што се чувствуваат среќно и се надеваат на здравје и благосостојба во нивните домови, сега имаат обврска повторно да се вратат во Луковица следната година. Јас сум пресреќен што сум кум и сум бил кум на свадби, ама кум во манастир никогаш. Многу ми е среќа, среќен сум, весел, со ќерките дојдов тука и чувството е преубаво. Што очекувате од кумството? Од кумството здравје, среќа, беричет. Имам ќерка една мажена, година свадба правам, се надевам до година внучиња и за другите ќерки свадби исто. Вашето име и презиме? Јас сум Никола Боцевски од Волково. Бев на одмор во Грчка. Синоќа си дојдов касно и секоја година доаѓаме овдека на Свети Илија. Првата година кога се светеше манастирот, владиката изјави кој сака кум да биде. Јас се јавив прв. Меѓутоа што не ми дадоа селото да бидем кум, паричката се падна кај супругата. И бевме кумови први тогај. Сега сум по втор пат кум. Паричката ми се падна, може да ја видите. Што очекувате од кумството? Очекувам фамилијата да ми напреднува. Чувството е многу добро. Ја доаѓам од село Фалише, се викам Стојаски Милисав. Севте доаѓам годинава и баш имав мера да ми падне паричето. Купив блуза од Свети Илија доде и рекол да ми падне ти паричето. Зеов е прво лепче и паричето ми падна. И за до година да бидеме живи и здрави, пак да биде весело, местото е прекрасно и цел народ е жив и здрав и весел. Цела околија. И на помош на сите нека им помага пророк Свети Илија денешен илин ден. По братско-сестринската трпеза на љубовта приредена од страна на годинешните кумови, во дворот започна да се игра оро. На него се фатија и старо и младо и машко и женско. Бендот со музика во живо ги забавуваше до доцните попладневни часови. Селото Луковица, кој е оддалечено 40 на километри од Тетово, високо на падините на Сувагора, заживува во летниот период, кога се враќаат иселените жители, а најмасовно е на прославата на празникот Свети Илија. И покрај големиот број посетители, ова место кој има природни убавини и предуслов за развој на туризмот, сепак е оставено без асфалтен пат. Во надеж дека до година ќе има пристапен пат до селото, помина и оваа прослава на Илинден во Луковица. За половина година во поширокиот гостиварски регион биле остварени речиси 1600 вработувања. Статистиката покажува дека поголемиот дел од нив биле на неопределено време. На листата на невработени пак се наоѓаат 5900 лица. Во просек на гостиварското подрачје се остваруваат по 260 вработувања месечно. Според податоците од Агенцијата за вработување на Република Македонија, во првата половина од оваа година во гостиварско биле регистрирани вкупно 1582 пријави за заснување на работен однос. Од нив 1043 биле на неопределено време, а останатите времени или сезонски вработувања. Поголемиот дел од оние кои нашле работно место или 885 предходно не биле евидентирани на листата на невработени во агенцијата.
Гледано поединечно по месеци, најмногу пријави за работни односи имало во јануари 313, а најмалку во мај 228. Доколку се задржи истото темпо, годината ќе се заокружи со над 3000 вработувања. Во 2017 година беа засновани скоро 2800, а во 2016 околу 3400 работни односи. На листата на невработени пак се наоѓаат вкупно 5900 граѓани. Меѓу нив има 50 магистри и 2 доктори на науки. Статистиката се однесува на трите општини за кои е надлежен Гостиварскиот центар за вработување: Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше. Предпладне имавме сончево време, попладне променливо облачно, локално нестабилно со пороен дожд и грмежи. Утринските температури се движеа од 16 до 22, а дневните од 24 до 29 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 7. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 17 до 24, а дневните од 26 до 31 степен. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8. Ова беа содржините подготвени за ова издание на регионалните вести. Пријатно!